Овде и сега, Бриф МК во Струмица сме, во кабинетот на градоначалникот Зоран Заев. Господина Заев, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добро дојдовте вие во Струмица. Се надевам дека пријатно се чувствувате овде во Струмица и се надевам дека ќе додржите до пуштањето на свесните и отрезнувачки пораки во оваа наша земја. Однапред, тоа значи комплимент за вашата храброст, која што навистина реткост во ова наше општество, согласно моментите во кои што живееме сите. Ајде на самиот почеток малку за како се вели црниот понеделник или 24 декември. Оно што мене ми се врти во глава е распишувањето на локалните избори, односно господинот Трајковски ги закажа за Трајко Велјановски, да ги закажа за 24 март. 24 декември, 24 март. Тајна порака можеби некаква во датумива? Нема да не изненади ништо, ако при тоа сака да ја пуштат пораката на дрскоста која што постои цело време, наместо пораката на одговорноста, како власт во оваа земја. Не изненадува ништо, па дури и не сме оптеретени со тој дел, иако, од прилика, значи, знаете што се случи на 24 декември, ние сме спремни до крај. Но во таа спремност се работи за нашата Македонија. Да, може и за нивната, но и за нашата Македонија. Каква и да е пораката што со датумот сака да ја пуштат, ние сме подготвени заради тоа што искрена ни е намерата. Вербата ни е голема и целта ни е повеќе од јасна. Вредна е целта. Слобода и демократија во мојата, во нашата Македонија. Велите нашата Македонија и нивна Македонија. Македонија на македонците. Ова е борба македонец против македонец, ако добро ве разбрав, или СДСМ против ВМРО, толку се исполитизира и се испартизира Македонија. Како стигнавме до ова дереджа да биде нивна Македонија и наша Македонија или ваша Македонија, како сакате? Од секогаш постоела тенденцијата да опозицијата го убедува сопствениот народ дека има подобро од ова што денеска ни се случува. Но во овие моменти ова што и се случува на Република Македонија никогаш не било полошо. Таа поделба се дефинира како подобра Македонија која што ја нудиме од секој аспект, без разлика кој ќе ја води. Нормална земја, со земја во која што се почитува уставот, се почитува законот, се почитува вредноста на граѓанинот, се знае дека си сервис во ова општество, со чест да го водиш својот народ во одреден период, а не да бидеш главно страшило во општеството. И тоа токму тој кој што треба да биде слуга на народот. Знаете, јас сум 8 години власт во Струмица. Без разлика дали е најсиромашниот наш граѓанин, или најбогатиот наш граѓанин, или е, не знам, турчин, македонец, било кој. Јас сум сервис. Јас морам да најдам решение на неговиот проблем. Дури и таму каде што не сум надлежен, морам да вртам телефон, да помогнам. Оти тоа е мојата обврска. Ме бирал човекот. Излегол на избори, па дури и да не гласал за мене. Тоа е граѓанинот на кој што треба да му служам. Во овие моменти, кога и мојата, а верувам и на мнозинство во државата, ако не 90% во државата, име скршена душата од она што го видела на 24 декември, оти се случило во нивната Македонија. Не верувам дека некој не сака да ја види подобра, исправена грешката во државата. Нова Македонија. На еден начин со нови надежи и нови шанси. А и надежите и очекувањата одамна се уништени оваа наша земја. Со вакво владење. Но сега е скршено се во општеството. И токму тука е можеби таа поделба. Не ни треба ни партија, ни не знам власт во ова општество ако народот ни е поделен. 2 милиони и 100. Една фабрика народ сме. Една фабрика, Кока-кола. Толку сме народ. Кога сите веруваме дека можеме да живееме подобро, зборуваме економски подобро, со убави перспективи, кога сите знаеме дека можат нашите граѓани да ја вратат на смевката на лицата, а не да бидат намуртени, тажни, уплашени секој ден. И го имаме тоа на дофат. Во време кога наместо да седнеме и да разговараме, кој тоа проект е подобар, како тоа побрзо ќе има рефлексија позитивна врз народните маси. Ние сега се обидуваме дали треба да седнеме
да разговараме за нормализирање на состојбите, зборувајќи од демократски аспект во општеството. Заради тоа велиме подобра Македонија. Ја нудиме. Стоиме за тоа. А утре некој ќе каже кај е бе таа подобра Македонија. Дали тоа ќе биде на 24 март, на 24 мај, не знам, есента 2014, ќе дојде мегданот за оние што нудат подобра Македонија. И треба да стоите за тоа. А ќе стоите ако искрено верувате во тоа. Тука е таа поделба. Апсолутно. Знаете како, кај мене денеска од Сабајле беа и членови и активисти на ВМРО, и членови активисти на СДС, беа многу и неопределени граѓани. Животот функционира. Нема среќа во едно семејство ако сите околу тебе се несрекни. 20 дена кампања окей да бидеме поделени со различни ставови, мислења, преокупации, но после тоа сите имаме исти проблеми. Зарем толку малку една шака народ, ако ние бидеме поделени. Не само тоа, во кое време зборуваме за некои можни поделби. Кога Грција се намерачила да оди до крај, па Бугарија ја поддржала, србите не ја признаваат Македонска православна црква, албанците секој пат ја ќе си делат, ја не. А знаејќи дека сакат да си живеат во оваа наша земја, од тука се родиле и татковци и дедовци овде им се родат, децата им растат овде. Во ова време, па зарем треба и да се делиме. Та нели до некни бевме пример во Европа, во светот, на мултикултуризмот, на мултиетничкото општество, на нашата определба од 2001 ако не порано, дека иднината е заедно, сите да видиме во општество. Ние сме социјалдемократи, со лева ориентација. Среќата во општеството има ако народот е среќен. Пари има во буџетот ако прво народот има пари. Перспектива има државата ако прво народот има своја перспектива. Здружената опозиција седна на маса политички лидери. Политичари со тотално различна идеологија, тотално различна политичка ориентација. Зошто нема ниту еден албански лидер или албански политичар во целава оваа приказка? Зарем е толку тешко да се разговара со албанците? Оти гледам дека на вас не ви е тешко да разговарате денеска со мене. Апсолутно. Знаете како, вас ве сметам како пријател од аспект на соработките. Новинар, политичар. И сме пријатели. Како што сум пријател со политичари од албанската страна. Се сеќавате дека со Руфи Османи општина Гостивар имаме одлична соработка. Разменуваме секој ден искуство. Го знам човекот и знам дека се ја сака Македонија. Знам дека Јали Ахмети и Тачи ја гледат својата иднина во оваа Македонија. Дали е тоа политичко обстојување или како граѓани на крајот, ја гледат овде. Пусти ситни калкулации. Се во прашање. Ситни калкулации. Гледаме до носот. Знаете зошто се Лјупчо и Бранко заедно? Нема смисла обстојувањето политичко нивно или на нивните политички партии и на нивните политички приврзаници ако немате државата. Односно ако немате нормална држава барем. Таа е смислата на тоа што го гледате поранешни двајца премиери застанале заедно, крвни непријатели. Да, во наводници кажам. Да. Значи се што си немат кажано. Застанаа, оти сега прагот е подигнат, има повисоки вредности кои што треба да се заштитат. И тоа е многу нормален човечки порив. Оти сите се прецелуѓе. После се тоа бивши премиери, председатели на партии или слично. И се водат од тој нормален порив. Јас се пуштам пораката и до Мендук Тачи, и до Руфи Османи, и до Али Ахмети, иако е од власт, да го води неговиот човечки порив. Би сакал да биде на избори заедно само како владеачка партија без опозиција. Што е еднината и после изборите? Мендук Тачи сака нормално општество, за да презентира, алиментира и извршува концепти и политики на ова силна политичка партија која што обстојува толку во нашето општество, со кредибилитет голем, да се водат од човечките пориви. Она што мислат во својата душа дека е исправно, да го прават. Не е време за калкулации. Не е време. Оти таквите калкулации може да не изведат во аут, целосно на подолг рок, од која што нема враќање. После тоа, во диктаторски режим немате надпревар на политики, на концепти, на проекти, на идеи. Нема. Тогаш нема послушност.
и ништо друго. Или те снемува за 24 часа. Во тој дел, сите мора да се отрезнат и да одиграт улогата која што имат во ова општество. Не е наша оврска, ниту, не знам, одговорност, што тоа ќе се случува ако има заедно парламентарни. Тоа е оврска на граѓаните. Тие земат, тие делат власт. Но да имаме нормална земја. За да има мегдан за борба на концепти. Ние сега немаме нормална земја. Власта е должна да ја нормализира работата во општеството. Како што е должна опозицијата да алармира за ненормалноста во општеството. Ние нашата улога ја дефиниравме. Сакат силна потврда. Секој ден ВМРО. И од нивниот центар за лаги и манипулации. И преку Сител, и преку Канал 5, и преку Курир, и преку Нетпрес. Ме направија цар во Струмица. Апсолутно веќе нема потреба да одам на избори. Толку е сигурна мојата победа. Шоки ми е победа во Струмица, која нема Македонија. Тоа ми е мојата одлука. Што барам на локални избори? Со кој? Зошто? Што тоа ќе решавам? Тротоари нови, улици? Уништена е свеста, достоинството, респектот, секојдневието на моите струмичани, на моите македонци. Граѓаните на Македонија. Секојдневно. Нема среќа на новиот асфалт оти е ставен после 50 години шлапање во кал. И таа среќа е до денеска. Утре са бајле пак е проблемот. Од целиот моментум на животот. Не само сиромаштијата. Некој пат достоинството скршено. Изделка на душа. Погазен или притиснат карактер на личност. По било кој основ. Повеќе боли од тоа што немате 20 денари на детето да училиште да му дадете. Са бајле. Оти повеќе боли кога треба да му објасниш зошто не си останал таков каков што те знае општеството. Оти дошло момент да те погази некој. И оние што гледат сега од страна во ова што се случува, немој да мислат оти нив ќе ги одмине. Тоа што гледат дека на соседот, на колегата му се случило. Некој го притиснал, му се заканил и тој ќе се излече. Не, ќе дојде редот и нема. Од тој кој што треба да ми биде слуга, да ми биде сервис, да работи за интересот мој како граѓанин. Од тие аспекти мораме да не води поривот. Внатре, тоа душата што ни носи. А сите имаме, окей, стартно, добра душа. Сега сакаме прво државата. И верувам, ако постапуваме по таа логика, има фер шанса за сите. На крајот не бива, ќе имаме мегдан. Не бива, си останеш опозиција. Вечно, ако не те бива. Ако те бива, народ ќе ти даде шанса. Ако дозволат политичарите да го изгубат достоинството, а многу се сега на мегдан, ова е време на крупни одлуки. И носи само Груевски, и носи Али Ахмети, и носи Тачи, и носи дури и Руфи. И носат и малите политички партии кои што се со нас коалиција, како што ги носи СДС. Ако ја носиш одлуката, согласно тоа кое што не го чувствуваш, ќе ти стигне на крајот каменот да ти се струполи во врат, како да кажем. Ќе те стигне казната, ќе ти дојде испорачано тоа што не го очекуваш. Оти во време кога се носат лагано одлуки, значи во нормално време на живење, имат своја рефлексија, а не па во вакво круцијално време. Ке се спротивставувате со Груевски од улица, отпораши и натаму ќе бидете? И натаму ќе пружате отпор против неговите режимски лаги и лично се разбира против него, или ќе седнете на маса? Што ќе му понудите, ако воопшто имате нешто му понудите? Уште во заклучокот на Централниот одбор стои јасно, подготвено за разговор. Сме подготвени да разговараме. И тоа е апсолутно, мислам, јасно на сите. Ако не им беше јасно, наредниот ден излезе мојот колега Гордан, вели ало бе, на разговор сме подготвени да седнеме. Значи, не ни треба инает. Што ќе ни е инает внатре? Ни треба разговор, отрезнување. Ни треба рефреш. Да седнеме и тоа одговорните треба да го направат. Власта и опозицијата. И да договорат што значи фер шанса за минимум демократија за старт. Што значи добра надеж за воиднина. Ама тоа не се прави со пуштање на ситни пораки од страна на оние најодговорните
кај што треба секојдневно од сабајле кога ќе дојде на работа, да му тежи, да го клюка, дека не му е здраво општеството. Тоа е прв што треба да повика да се седне. И треба да се седне. Прашање е дали 100% ќе бидат задоволни сите од тие разговори или ќе бидат делумно задоволни. Важно е дали пуштаме порака надежна пред овој наш народ, по чие име и за чија сметка работиме. Добро, тие пораки пуштаат, нели, во, како се вели тоа, во шиша, како што многу работи пуштаат во шиша. Не ви стигна шиша со порака? Еве вака, значи, ги слушаме пораките на премиерот. Индуцирани. Вратете се во парламентот и тука ќе разговараме. Како тоа ќе кажат, почитувам председателе Велјановски, нашите пратеници, кои што по негов налог беа тепани, влечени, понижени. Оти тие го носат багажот на 370.000 луѓе со нив. Знаеш, кога за себе ќе издржиш се, но кога треба да споделиш издржување за сите, тоа е тешко боли, кине. И сега тие луѓе треба да се вратат таму и да кажат, почитувам председателе Велјановски, барам реплика, барам право на глас. Како? При тоа да пазат да нема ќотек од страна ако дигне рака? Како да го направи тоа? Треба да седнат. Зошто? Ние сме представници на политички партии, меѓу другото како и представници на граѓаните. Кога ќе седнат лидерите, имаш избалансирани состојби. Има дадена рака, има помирување. Ке се скараш дома со сопругата, 2 дена не зборуваш, па кога ќе си дадеш рака ќе видиш и децата срекни околу тебе. Преку нивните медиуми Заев е канибалист, ке јада живи луѓе. Преку нивните медиуми Заев ќе пука. И како тоа само преку нивните медиуми? Еве конкретно, да кажеме, преку Нетпрес. Дали Сител телевизија е единствениот медиум, приватен, пред кој што опозицијата го пружи својот отпор? И дали Никола Груевски ги задолжи во наводници моралните богаташи да играат за неговиот тим? Кога велам морални богаташи, мислам на сопственици на приватни медиуми. Еве вака. Кога би си предпоставил која е перцепцијата или размислувањето на газдата, на Сител, на Канал 5, на Нетпрес, не знам, валјда имат газди некој што стои поединец, барем ако не со мнозински пакет на акции внатре. Сигурно дека размислува дека и утре иде ден. Не заради тоа дека некој ќе му се реваншира или нешто, ќе има реперкусии. Ќе дојде време кога ќе има поохрабрен народ и ќе му каже марш бе ѓубре. Тоа ќе оскине повеќе од било што. И верувам дека тие луѓе размислуваат во иднина. Ние не дојдовме да протестираме пред Сител заради тоа што има нешто лично во тој дел. Не боли перењето на мозокот, не боли перцепцијата на новинарски осврт кој што оди против убедувањето на новинарот. Не боли дрскоста која што ги помина сите нормални граници. Океј да имаш политичка определба, па да имаш и како новинар политичка определба, па дури и како медиум. Ама немој бе нормалните граници да ги поминеш. Оти тоа е веќе недозволиво уништување на свесноста, на трезвеноста на оној што те гледа од другата страна. Ти му влегуваш во недозволените работи на човекот кој што те гледа и слуша од таа страна. Недозволиво е. И при тоа создаваш перцепција на осоколување за не дај Боже ситуации. Знаете колку пораки на охрабрување на обични граѓани, властодржци или инспектори или раководители на подрачни единици се направени од тоа охрабрување на Сител, на Канал 5, на Курир, на не знам кои нивни медиуми, за да рефлексиите одат до таму, да не може родител да си лечи болно детенце, оти не е поддржувач на власт. Или да му скинеш 2.500 денари социјална помош, последните пари на 5 члено семејство, оти не е поддржувач на власт. Тоа е храброст од началникот таму. Тоа е храброст од директорот на болницата таму. Значи, тој ги поминал своите морални вредности, оти некој цело време го храбри. Ми тоа детенце ќе умре дома, ако родителот не го носи. И не е важно тоа. Стигаат пораките до бесконечни крајности, од кои што нема враќање. Оти, како тоа после да го објасниме, како ќе реагира родителот кој што го изгубил детето и не можел да го лечи. Што ќе има некој оправдание за него, нема ништо друго важно.
после тоа. Со примери сакав да објаснам зошто боли и до кај допира тоа. Оти сите живееме во оваа наша мала Македонија. И сител беше најизразената варијанта на испорачување на вакви неодговорни работи во ова наше општество. Апсолутно сите што зборуваат таму се оградија лично, сака да го пуштат респектот кон колегите, да ги отрезнат, па да се надпреваруваат со поубав прилог кој ќе даде. Тоа е очекувањето што го има. И ајде само за крај да се вратиме пак на буџетот, овој пат за Струмица. Ако грешам, поправете ме. Мислам дека Струмица е единствената општина на крајот на годината со позитивен буџет. Оно што го слушнав од струмичани е дека вие сте единствениот градоначалник кој што во селата во Струмица поставува бекатон плочки. Прави градинки, прави игралишта за жителите. И дека вие не правите разлика. Кој е ВМРО-вско село или кој е СДСМ-овско село? Најголемо село е Куклиш. Лјупчо Ѓоргиевски беше избран од Куклиш во најВМРовското време. Како да ви кажам. И тоа е најголемо село во општина Струмица. После вложувањата во градот Струмица, вложувањата во Куклиш се најголеми. Јас сум убеден дека со добро можам да го привлечам и промена вниманието на куклишани кон социјалдемократите. Соарно, така учев од Библијата, јас сум православен, а така пишува и во сите, тоа важи за сите верници. Прави јарно, ако сакаш нешто да постигнеш. Одина со лошо нема ништо. Еве вака, значи општина Струмица 2012 година беше единствена општина која што направи позитивен ребаланс, и тоа 33% зголемување на приходи и расходи. И зошто го направивме тоа? Го направивме за да можеме да му помогнеме на стопанството, да вбризгаме повеќе пари во општеството, за да може полесно да се преброди оваа криза. Државата има таа улога, секој пат, како што имаме и ние општините. Кога доаѓа време на криза, ги користиш ресурсите за да го пренабрегнеш времето, да им помогнеш повеќе на оние на кои што им е потребна помош. Јас реков, општините немаат надлежност социјална. Социјалните аспекти на сиромаштијата. 2 пати повеќе и ми имаме помогнано на граѓаните во овие неколку години наназад, отколку сите државни институции заедно, вклучувајќи го и Министерството за труд и социјална политика. И кога буџетот е лимитиран колку да помогнете како општина, приватно помагате. Од е човечки да се помага во тој дел. И градбата која што направивме во градот, во населените места, апсолутно е недвосмислена, недискутабилна. Респект е од сите. Значи, првиот, третиот, петиот ВМРО-вец во градот вели, да има да те сменам, ќе те сменам, но респект за тоа што е направено. Оти се гледа. Видливо со голи очи. Секојдневно, па во среди, ние сме 15 општина поголемина во државата. Не сме прва. Се зборува за Струмица на Ангро, со убави зборови на секаде. Но, овде сите се знаеме. Нема тајни. No more secret. Значи, се знае. Се. И во тој дел нема бегање. И во отчетноста, и во видливоста, и во душата што ја носите и срцето во себе. Значи, со сите позитивни и негативни атрибути. После 8 години пак сте слика. Целост. Од почеток до крај. И нема бегање. Меѓу другото и затоа Сител вели, дури и Заев ќе бойкотира избори, кој што сигурно победува. Така, знаат и птиците кој победува во Струмица. Но што тоа победуваме? Во местна заедница, во општина, во која земја? Со која надеж? Во која иднина? Токму тие аспекти, велам, ми завршува желбата на радост на секој нов тротоар, на секоја нова улица, на некоја нова цевка за газ во полето Струмичко. Таа желба ми е секундарна, кога гледам дека нема демократија. Затоа, велам, најголемата лекција која што Струмица ја држи на оваа власт е демократијата, унапредувањето на демократските и уставните вредности. Ако прашате во Струмица, ќе го видите Заев како ги повлечува неговите предлози и проекти и ги прифаќа на опозицијата. Зошто оти се добри за општината? Како тоа се решава проблем на претседателот на ВМРО, на првите луѓе од извршен одбор на ВМРО? Оти треба да се помогне, човечки да се помогне. Како тоа критички медиум, целосно настроен кон вас, продолжува да се поддржува. Оти е нормално да има рамноправност во поддршката. Тоа е општествена одговорност која што имате.
да се затекнете како тоа ви излегува на пресконференција и вели не си потрошил бедечко ти 35 милиона денари, ти си потрошил 35 милиона и 600. И излегуваш велиш се извинувам. Да, 35 милиони и 600 потрошив. Лошо е, сум сгрешил, кажете, ги носам последиците. Отчетност. Тоа е да биде во ред, така треба да биде. Барале средба, секој пат, пред камери, диалог. Власт сум 8 години, ветрометрина огромна. Може да тепат кај сакат. Ме сум должен да седнам, кога опозицијата бара да седнам. И да разговарам за нивно видување на проблемот. Па да се убедиме. И во такво општество сакам да живеам. Па во такво општество како Струмица да се надпреварувам со сите други општини во државата. Што сум прв во што? Во транспарентноста, во најголемите капитални проекти, во топ ликвидна општина, со сите стандарди, со кредитни рейтинзи. Зошто? Со кој тоа јас се надпреварувам? Која е иднината? За каде? Да се надпреваруваме со нови фабрики, да се надпреваруваме со нови идеи, во релаксирано општество, каде што имаш мегдан на надпревар. Дневно ставам подпис на 500 листови хартија. Дневно. Што треба да штрепам јас? Цело време. Дневно. 405 капитални проекти спроведуваме. Со јавни објави и тендери. По закон за јавни набавки. Кај што се одговара силно. Да штрепам да не некој се намерачи на заев. При секој, ми немаш време да ги реализираш 405 проекти. При тоа, очи 4 отворени, ќе работиш до 10 часот навечер, за да можеш да видиш дали тоа целосно законско исправна процедура. Да можеш дури на крајот да му се радуваш на употребната дозвола на некој проект. Со што треба се надпреваруваме со идеи, со креации. Јас се радувам дека после гасификацијата на Струмица, која што има досега валоризација од 70% заштеда, 70%, државата почна да зборува за гасификација на Македонија. Тоа е развој. Гасификацијата е економија, среќа во семејствата, во компаниите македонски. Некако се почнува од Струмица, барем така делата покажуваат сега. Јас можеби изгледам дрзок некој пат кога зборувам. Владата каска по Струмица по разни проекти. Велат овие од социјалдемократите се комунисти. Го града најголемиот храм во државата. Може да е Груевски поголем верник од мене. Јас сум верник, можеби рамноправен со најголемиот верник, но сум верник голем. И знам дека ако имам соборен храм овде, во близината на центарот на Струмица, тој ќе биде потсетник за мене и за сите граѓани. Ало, не правете лоши работи, Господ е тука во овој соборен храм. Тоа значи за мене ширење на моралот на луѓето. Ако, не знам, тргна и Груевски да прави соборен храм. Океј, пеки, добро е. Од каде? Од кредити. Не бе, дечко. Абе, народ треба да го направи, да го чувствува за свој, да биде присутен утре таму. Граѓаните, не општината да го прави, граѓаните да го прават. И тој ќе се бркне малку подлабоко во својот джеп. Тоа ги гледам на координаторска конференција, 1000 евра. Не 1000 евра. 700.000 евра има сега вложено во Струмичкиот соборен храм, досега кај што е изграден. И тоа се од граѓаните. И тоа малку дебело откинале од својата душа, изеле од своите деца дома. Отиу во нешто веруват, а не да потпишеш. Лесно е налого да го потпишем јас од општински пари. Са Бајлево или од државни. Да. Така е. Тргнавме да правиме плоштад, најголем во државата, со подземни улици. Колку насочно му треба на Скопје ова подземни улици? Тргнаа да прават плоштад и забегаа до крај. Доста е, застани, криза е, ало. Застани. А и нема место веќе. Не само тоа. Не можеш да кажеш дека имам нови 40 милиони за споменици во 2013 година. Абе со 4 милиони евра, знаеш колку среќа постигаш кај својот народ? По било кој начин пушти на пари. Во ова време, кога му треба помош на својот народ. Бе, застани сега. Кажи, окей, застанувам криза. Ќе продолжам чим ќе одмине кризата. Ако си толку убеден во тоа што го правиш дека е добро. Значи, застани. Тргнавме, не знам, катната гаража, прва е во Струмица, тоа го знаат сите, во глобал е пуста, така да сите ја знаат, дека 380 возила, паркинг места во првата катна гаража. Гледате сите овие катни гаражи низ Скопје? Вие сте од Скопје, јас доаѓам често во Скопје. Пола зеат празни. Не знам која беше целта. Целта беше да обезбедиме плюс паркинг за Скопје. Да го релаксираме. Оти знаете како тоа е мојот главен град, иако сум од Струмица. Сакам, кога сум во Скопје, јас сум 2 пати неделно во Скопје минимум, да лесно ја паркирам колата и доам да завршам работа. А Скопје ни се секој ден таму.
Ама сега забегаа, бизниси прават, со деловен простор од одатре. Па нека зее тоа. Ако деловниот простор пута 5000 евра, не знам, 1000 квадрати се 5 милиони евра, па што дека има 300.000 евра во простор кој што зее? Има одговорност овде, мислам, има морал пред своите граѓани. Па со барокни фасади имам, гледам, и слично. Тоа сега ќе кажам, баш Каска владата по Струмица, јас се гордеам со тоа. Кешки да научија нешто. Камоли да практицира надпревар во демократичност. Не знам, во проекти кои што се од нивна надлежност, тет Заев од неговата надлежност. Општината има обврска да гради плоштади, подземни улици, катни гаражи. Владата има обврска да создава услови за фабрики, за работни места. Тоа е врската на државата. Не е врската да прави споменици, да прави плоштади, да реди бекатон плочки. Државата мора да генерира гасификација магистрална на ова општество. Зошто? Заради тоа што Република Македонија ќе има заштеди од стопанството, од јавните институции и домакинствата преку 400 милиони евра годишно. Генерирачка развојна моќ во ова наше општество. Ве потсеќам, тет едната милиарда марки кои што беа на Васил Тупурковски, ако не се лажам. 500 милиони евра. 400 милиони евра имаме заштеда само со гасификација на Македонија. Огромен двигател на развојот. Оти ако фирма еди која си заштеди 300.000 евра оваа година од Енергенс, таа ќе инвестира во ново погонче, ќе плати плюс данок на државата, ќе даде плюс плати во ова општество. А сите фирми, ако го направат тоа. И сега нашите фирми со мазут, со нафта, со дрва се надпреваруваат тет српските, бугарските, хрватските на меѓународните пазари. Па не се супермен газдите, што ќе прават? Мора да им помогне државата, да им даде можност да бидат паметни. Оти колку и да си паметен, немаш ресурс за развој. Го уништуваш. И на крајот плюс инспекторот ќе ти дојде. Оти ако не дојде, тука ти е село време на врат. Не бива. Значи, тие се моменти на кои што сме оврзани сите. Ние создаваме плодна почва за ова наше општество. Ние, велам, политичарите, без разлика дали сме градоначалници, премиери и министри. Задача ни е тоа. И тоа треба да го правиме. Ако се создадат добри услови во ова наше општество, знае македонскиот народ да се избори за фер шанса, за надпревар во целиот свет каде што обстојува. Знае да сработи. Во оваа ВМРО-вско куклиш кое што го спомнуваме, мислам, ако кажете каде е ВМРО најсилно во државата, најверојатно и куклиш ќе го кажете. И тоа е под општина Струмица село. СДС таму има 180 гласа, ВМРО има 1200 гласа. Така се случува. Кога доаѓа за Заев, тоа е 450 на 550. Но, тие се најработливиот народ. Во пластениците, кај што произведуваат зеленчук, спијат там. Да има како човек ќе произведат. Ама да знаат оти по добра цена ќе го продадат. Да им дадеш шанса ферне, да ги дадеш субвенции 20.000 денари, кога сметката за струја му е 15.000 денари. Да дадеш фер шанса да го произведи, да го продаде тоа по достоинствена цена. Тоа е улогата на државата. Па еден министер нема отидено во Русија да моли Московско предградие да се отвори за македонските производи. Да имат нов пазар, да има можност кај да продаде. Тој сам ќе се избори и ќе ја постигне цената после тоа. Така. Господин Заев, ви благодарам многу на гостопримството и на можноста да ни дадете интервју, се разбира. Ми беше чест. Тоа е ретка прилика за нас опозиционерите да пуштиме од душа на што го носиме и да зборуваме за тоа, во кое што веруваме. Не велам дека сме секогаш исправни. Имаме своји грешки, можеби концептите ни се грешни, но бараме некој да не коригира. Како што е наша обврска и ние да го коригираме тој што мислиме дека не е во ред. И понатаму одите со фер шанса сите. Ви благодарам на присуството во Струмица и можноста што ми ја давате за вакво интервју.